Да не се заборави она што се случи пред 75 години, да покажеме дека постоиме и дека нас никој не измислил. Ова се пораките на македонците од Егеот кои денеска се собраа на беломорските средби, од каде испратија порака за обединување и посветла иднина на Македонија. Порачаа екзодусот никогаш да не се заборави и никогаш никаде во светот да не се повтори. Врската на нас, средната генерација, да ја предадеме палката на овие помладите, гледам ги има многу, да ја задржиме основната цел, да не се заборави она што се случи пред сега веќе 75-6 години. Да покажеме дека постоиме, дека нас никој не измислил и дека заедно со останатите во Република Македонија ќе се стремиме кон што подобра држава. Егејците велат дека работите за нив не се променети, ни по подпишувањето на Преспанскиот договор и дека некои од нив и до ден денес имаат проблем и забрана да влезат во Грција и да си ги посетат своите родни огништа. Ние за жал и ден денеска имаме проблем да дел од овие луѓеви и тука што се позади мене се уште имаат забрана за влез во Република Грција од не многу објаснети причини. Едноставно не можат да влезат, некои да ги видат своите родни огништа, а некои родните огништа на своите предци. На собирот се слушна традиционалната македонска музика, се игра ора, се пееја македонски песни. Заигра и техничкиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски. Присуствуваа и лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски и поглаварот на Македонската православна црква и Охридска архиепископија господин Стефан. Инаку во граѓанската војна во Грција која траела од 1946 година до 1949 биле прогонети повеќе од 50.000 македонци. Од нив најголем дел заминале во Југославија и во источноевропските земји. Првиот собир на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија се одржал во Скопје на 30 јуни 1988 година. На македонците кои ги напуштија своите родни огништа во Егејска Македонија, до ден денес Грција не им ги вратила имотите.